Дали знаете кој бил свети Јован Владимир, кого охриѓани го чествуваат со векови? Историјата кажува дека убиството на Јован Владимир, уште едно во семејните пресметки на пошироката лоза на цар Самуил, било извршено кога тој им поверувал на лажните заклетви на охридскиот архиепископ Давид и дошол во Преспа. Кај поп Дуклјанин е запишано дека зад сето ова стоел царот Јован Владислав, кој преку своји пратеници го намамил Јован Владимир да дојде во неговиот дворец во Преспа, при што го убил во моментот кога излегувал од црквата. Дуклјанскиот владетел бил закопан во црквата Света Марија во Крани, каде била закопана и косара по незината смрт. Подоцна, од страна на православната црква бил прогласен за светец. Гробот на свети Јован Владимир се наоѓа во Елбасан, Албанија, но голем дел од неговите мошти се чуваат во Свети Наум, Свети Богородица Каменско, Свети Богородица Пречиста Кичевско и во Бигорскиот манастир. Дали знаете дека празникот Свети Цареи верниците го празнуваат под манастирот Свети Наум Охридски чудотворец до самото езеро каде има извор со лековита вода. Според верувањето, оваа вода секогаш е лековита, но најмногу на празникот Свети Константин и Елена. Овие води доаѓаат од Преспанското езеро преку подземните варовити канали во подножјето на планината Галичица. Се состојат од 30 подводни и 15 крајбрежни извори. Езерцето во текот на своето постоење формирало и две мали атрактивни островчиња. Постои верување дека доколку фрлите паричка во изворите од мостот поставен на брегот кај Свети Наум, вашата желба ќе се исполни. Околу изворите има 3 прекрасни цркви: Пресвета Богородица, Свети Атанасије и Света Петка. Велат дека водата која извира под црквата Света Петка има лековита моќ за очите. Водите од изворите се влеваат во Охридското езеро преку куса и брза рекичка, а истекуваат кај струга и ја образуваат реката Црн Дрим, што значи Црн Елен.